Радовиш е мала, но блескава звезда во светот, град на борачите, борец меѓу градовите, светски шампион кој донесе европско и светско злато и пример за заедница која расте, се сплотува, оддржува и развива од пакар. Малиот рудоносен олимпиец, градот на кнегињата Рада, споредлив со Лондон од поговорката со Душа Самун и неговите 300 чуда, е неисцрпна приказна, колку што се неисцрпни неговите богатства скриени длабоко во земјата и сочувани во сеќавањата на луѓето кои го сакаат, на борците кои ја испишаа неговата златна историја, на рударите чија гордост и втор дом е рудникот. Радовиш е Бучим и Бучим е Радовиш. Тие се едно. Тоа е срцето, животот во градот со долгогодишна рударска традиција, негувана и продолжена од цели генерации на рудари кои постојат до денес и ќе постојат благодарение на јасните визии кои ја трасираат иднината. Ова е приказна за борецот кој во душата е борач и творец. Тоа е неговиот македонски код. Општествено одговорен граѓанин, шампион по титула во најстариот спорт и филантроп по големина. Понатаму, нека зборуваат делата, затоа што само тие се вистина. Упорноста може да го претвори падот во неверојатно достигнување. Денес ќе зборуваме токму за тоа, неверојатното достигнување во светот на борењето. На моје огромно задоволство денес со мене е една жива легенда, олимпискиот великан Зоран Шоров. Добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата. Здраво. Ви благодарам што ја прифативте поканата да се дружиме денес и да раскажеме една убава приказна. Вие сте роден Штипјанец, но со причина сме овде во Радовиш заедно, така? Да. Од Радовиш веќе повеќе од 60 години, нели, постои клубот Бучим, кој што е ваш голем ривал на времето, а собственик на исто така, нели, најголемите титули и домашни, меѓутоа имаат и европски и светски. Сега, вие како ривал, што ќе кажете, кој беше подобар? Добро, вака сега, значи. Бучим беше една просечна екипа до самостојатна Македонија. Тоа значи до 91 година. Меѓутоа, со доаѓањето на господин Чифлијанец, кој го презеде клубот, тогаш тој беше директор на Бучим од Радовиш, на рудникот, така да тој дојде во клубот и направи една организација која навистина може да му се секој човек восхитува. Од никако клуб, едноставно, што реков, просечен, направи клуб кој можеше да стане светски и европски шампион. Значи, Бучим со доаѓањето на Чифлијанец, тој го воскресна клубот. До тогаш, значи, Балканец беше убедливо најдобар клуб во Македонија. Меѓутоа, со доаѓањето на Чифлијанец во Бучим јака, Бучим веќе го презеде ривалството од Балканец, така да секојаш бевме ние лути противници, меѓутоа после борењето секојаш бевме најдобри другари. Се дружевме меѓу себе и секој, значи, сака да си победи, меѓутоа после борењето остануваме пријатели. Вие потекнувате од едно боречко семејство. Кај вас борењето е влезено во крвта, традиција, и кога биравте спорт, веројатно не размислувавте на ништо друго, само борење и борење, така беше? Добро, мојот татко од секојаш сакал да јас бидам борач. И мојот постар брат исто така беше борач, меѓутоа тој многу рано заврши кариерата, ја бев поупорен, така останав и на многу години со борењето и мислам дека борењето е еден од наш најтрофен спорт во Македонија и доколку би бирал повторно би станал борач, бидејќи јас имав талент, меѓутоа со талент не се постигнаа резултати. Исто така, значи, покрај талентот, јас многу тренирав и бев упорен во тренизите, сакав секојаш да бидам прв.
и за тоа и на крајот постигнав резултати што ги постигнав во наредниот период. И сега сонце има, малку е со забиви, бидејќи е ладно. Мислам дека најдобро муабетот за борењето да го продолжиме во некоја сала. Не е лошо да отидеме да се згрееме малку. Па не знам, или некој ќе се бори или ќе се згрееме, ќе видиме. Ако не ќе вежбаме, па ќе се згрееме на тој начин. Па одиме тогаш да видиме до каде ни е силата. Да, ќе видиме. Ајде. Градот Радовиш е сместен во подножието на планината Плачковица и северниот дел на Струмичко-Радовишката котлина. Јужно е планината Смрдешник, а на северозапад се наоѓа ridестиот дел од областа Јуруклук. Низ него тече и го украсува Радовишка река. Инфраструктурно, културолошки и братски, градот циркулира, живее и другарува со соседите Штип и Струмица. Познатиот турски патеписец Евлија Челеби го забележал како касаба со околу 400 куќи, 5 мала џамии, теке, медреса, амам, анови, крчми и мала градска чаршија. Населбата опколена со лозија била излетничко место и ловиште на некој си крал по име Радул, наспроти преданието според кое името е добиено по убавата кнегиња Рада, од чиј средовековен замок се уште постојат видливи остатоци. Денес Радовиш е мало раскошно градче, со голем потенцијал и можност за просперитет, врз кој најголемо влијание има рудникот Бучим, кој денеска активно учествува во неговиот развој преку програми, иницијативи за здравје и благосостојба, поддршка на локалните училишта, добротворни организации, инвестиции во зелена енергија, инфраструктурни проекти, локални уметнички, градски и културни манифестации, хуманитарни и корпоративни еколошки акции, со еден збор се што му дава виталност и убавина на градот. Во меѓувреме на сиот овој развој, Радовиш останува верен и на своите традиции, од кои една е и народното борење, пеливанството, кое уште се негува во околните јуручки села. Дојдовме во салата. Ќе почнеме со тренинг или со муабет? Со вежбање. Да се загрееме, Да како загрееме рековме, малку. да. Да оставиме шегата на страна, не ме бива мене за овој спорт. Дојдовме во Салава, во моментов има тренинг, јас забележав многу млади деца. Предпоставувам дека тоа што ја видовте оваа слика можеби ве врати во оние почетоци во најраното детство. Како 10-годишно дете, за прв пат ме најдов како талент за борење и ми дадо да се преборам со друг борач кој беше малку поискусан од мене. Ја го победив и кога видео дека во мене има нешто за борење, ми однесува на пионерското првенство во Скопје, државно првенство во борење за Скопје во категорија до 20 кг. Таму го освои првото место. Па од тука веќе немаше назад, значи продолжи со тренизите, станав 4 пати државен првак за пионери и приказката продолжила понатака, значи после државен првак за младици, па сеньори и значи кариерата ми продолжи до 92 година. Значи ја имав една долга кариера во борењето. Успеси се тие што ги постигнав, значи учествував на 3 олимпијади, освоив 2 медали од сениорски европски првенства. И всушност постигнав се што може да постигнам, значи така да задоволен сум од оно што сум постигнал во борењето и мислам дека примерот мој треба да го следат и другите, бидејќи со многу напор, со многу труд се постигнува и оно што не е возможно. Рековте дека имате освоено се што може да се освои кај нас и надвор. Меѓутоа, јас кога барав податоци за вас, најдов една многу интересна информација. Тоа е по оној ми се чини прва европска титула која што сте освоиле во Бугарија, кога сте се вратиле во родниот Штип, славел цел Штип. И дури имаше некаде напишано дека не се знае колку се испило ракија, вино и виски. Така беше? Добро, значи јас кога го освоив сребрениот медал на европското првенство во Бугарија во Велика Трнова, тоа беше 87 година, јас на моите реков, значи спремајте славје во Штип. И за кратко време се мобилизираа сите дома
испекува едно 3 јагниња, виски колку сакате, пиење јадење колку сакате и кога дојдовме веќе се беше спремно и дома беше, значи, како што рековте, до сабале, славење и тоа беше слушаш и моја прв медал на Европско првенство, беше мојот најголем успех. Сите славевме. Кога станува збор за физичката подготвеност, знам дека броењето ви е поделено во категории според килограмите. Да, тежест категории има. И толку знам. Да. Ве молам да му патите малку повеќе. Па добро, значи има возрастни категории, тежест категории. Значи има возраст до 14-15 години, тоа е пионерска возраст, до 17 години е кадетска, до 20 е младинска и до U23, значи до U23 тоа е сениорска, до 23 години и до над 20 години е во сениорска возраст. Иначе категории има 8, а инаку се 6 олимписки категории. Така да секој треба да го најде своето место каде што му е и каде што ќе освои успех, значи продолжува да се надпреварува. Инаку да кажем, борењето е доста тежок спорт, бидејќи тука, како што реков, има тежест категории и некои од борачите симнува и по десетина килограми да може да се борат во својата категорија. Тука жив пример е нашиот олимписки шампион Шабан Тарсенов, кој симнуваше по десетина килограми, за да на крајот успее да постигне се што може да се постигне, значи стана олимписки шампион. Реков дека борењето е многу тежок спорт, треба многу откажување, самоодречување, меѓутоа со работа се постигнува. Ако борењето е најстариот спорт, а рударството е една од најстарите индустријски гранки, тогаш Радовиш е токму тоа тло кое покажа прогресивен дух не само во овие две сфери, туку и многу пошироко. Од религиозен аспект има сакрално ремек дел од црквата Свети Тројца и свој градски патрон Свети Спасо Радовишки. Параклис среде Радовишкото мегданче на културен, спортски и образовен процут, плоштад кој ги собира сите, една од инвестициите од времето на златната деценија на рудникот Бучим во 90-тите години, кога рудникот од Загубар прераснува во гигант, а градот доживува економска, образовна, културна и инфраструктурна ренесанса. Тогаш е изграден и рекреативниот центар Шампионче, почнува да работи фабриката за златен накид Голдмак, неслучајно изградена веднаш до спортската сала 25 мај, на чиј терен во 1995 година и 1996 борачите се закитија со европски и светски златни медали, изработени токму од Голдмак. Тоа е време кога се инвестира во спортска инфраструктура, се реновираат училишта, се стимулираат учениците со стипендии, се мотивираат рударите со 13-та плата, а дел од нив во исто време се и рудари и борачи, бидејќи шампион не се станува преку ноќ, туку со многу работа, дисциплина, посветеност, добра организација и многу, многу пот. Рударството и спортот во Радовишот секогаш биле поврзани теми, особено во контекст на остварувањето на најхрабриот сон на македонските борачи да станат европски и светски клупски шампиони во борење слободен стил. Тие со напорни тренинзи, поддржани од рудникот Бучим Радовиш, спортските работници и навивачите ги победија Европа и светот, поразувајќи ги најголемите магнати, борачките клубови од Унгарија, Турција, Јапонија, Нигерија, САД. Тогаш, златните момчиња од борачкиот клуб Бучим Јака го претворија личниот сон во колективен и национален успех, афирмирајќи ја Македонија на светската мапа на спортските велесили. А Радовиш се соживеа со сопственото име во најблескавите мигови на радост, среќа и гордост. Еден од нашите најголеми шампиони има своја приказна за Радовиш, борењето и ривалството кое води до врвот. Директно од Олимписката куќа, Шабан Трстена, нашиот кобра, со сеќавањата за душеците што живот значат. За Република Македонија нема мала и голема држава. Има народ со мало и големо срце, а тоа ние, граѓаните на Македонија, го имаме. Да живее спортот балкански, европски, светски,
дружење на младите и на сите нас да живее Република Македонија. Химната на Република Македонија. Македонија убедливо покажа дека е светски клубски шампион во борење. Macedonia has shown that it is Macedonian world, it is world champion in wrestling. Аде, добро дојдевте во Олимписка куќа. Како што видите, ова мала, ама е богата со многу трофеи. Прво да ви поздравам многу за ова идејата што ја земавте да представите секој град во Македонија кои се успешни луѓе што постигнале не само спортот, него за све во животот. Ние, борачите, за 60 години имаме што да се гордеме. Ние, борачите, го гордевме цел свет со нашите победи, со нашите трофеи. Наравно дека највеќа гордост, највеќа радост го направивме нашата народ, нашата Македонија. Со нашите медали, како што видите позади, еден мал дел тука се, донесевме све што може да се донесе еден спортист. Од Балкански игри до символот на спортот кој е Олимписки игри. И тоа ние донесевме, имаме 5 олимписки медали, само во борење. Јас сум златен, сребер и 3 бронзен медали. Значи имаме што да се гордеме, имаме што да се зборуваме за нашето борење. Сега ова беше еден почеток делот, ама треба да се гордеме и за нашиот град. Што пред 20 и нешто години ние, другите клубе, не знаеле што е европски првак или светски првак клуб. За клуб зборувам, и тоа е Радовиш борачки град, или да кажеме како што знаат, златен град, рудникот Радовиш, каде беше нашиот најуспешен представител на Федерација на Македонија, а тој е Ванчо Цивлиганес. Тој беше и директор на рудникот, после станал и представител на борачки клуб Радовиш. Замислите, он направил така визија имаше, што ние другите клубови што постојат со години, дури не можеле да планират да бидат европски или светски првак. Овој човек со неговата визија направи голема историја. Го направи голем што рековме, ние поединични, ама го направи гордост и екипно. И останува и европски првак, и останува и светски првак. Замислите, не е лесно да победиш ти американци, да тебаш турците, што се сила на планета. Фала Богу, ние помогневме све, заеднички го направивме тој клубот, што и јас бев еден дел таму што се борев. Свано е гордост за Радовиш, гордост за цела Македонија, со борачите. Салата во тоа, кога идам стално во тоа салата, стално гледам, викам, пред 20 нешто години тука имаше публика. Имаше 15 публика, стане на нозе. А ова визионерот што го направи Ванчо Цивлиганец со ова идејата, еден мал детал да го кажам. Македонија е една мала држава, мала нација. Идат американците тука. Идат да го дочекат во аеродром. И сега замисли овој визионер, не ги носи одма. Мора да го кажам ова, зашто не може секој да го направи. Не ги носи одма американците директно за сат време да стигнат у Радовиш, него ги носи у Тетово, Гостивар, Кичево, една окружни, големи окружни, да видат американците, голема е Македонија. Да мислат дека е голем. Замислите, 3-4 сати после ги носи таму, се чудат, вика, толку голема Македонија. Да, дека знае дека стварно е голема
со спортска душа. Како што видите позади тука медалите се постигнат со многу труд, со многу тренизи. Требаше многу борби да се направат. Големи борби. Со светски сили. Замислите, да ги спомнам, само еве руси, американци, бугари, јапанци, со една голема нација. Кај се тие многу напред од нас се. Ама, како што рекав, со труд, со пот, може да постигне секој. Дали е мала држава, дали е машна, ама со работа, со пот може да постигнеш да ги победиш. Еден од тие, јас го направив, ги победив сите ривали. Сите ривали. Ама, за да дојдам до тамо, имаше, тука требаше да има ривали. Во нашата мала држава Македонија, за да биде квалитетен, да бидеш репрезентативец, прво тука требаше ривалите да ги меѓу себе да се бориме, како што се случува, еве Зоран Шоров, ние 20 години бевме спаринг партнер. 20 години. Замисли, јадевме, пиевме, трениравме, све, отидевме, се заедно. Ама пак бевме ривали. Пак имавме такмичење. Тоа треба да биде на секој спорт. Без обзир, пријател, спиеш, јадеш, а во Мегдан тоа ќе мора да се докажуваш. Значи тука секој треба да го има тоа. Нема тука пријателство, нема друштво. У Мегдан се докажува борбите. После сите ове победи, во финале, тоа е најголем радост за еден спортист. Нема, поголем нема. На тој момент секој човек ќе лета. Што ме врзи мене со Радовиш во мојот живот. Наравно дека има многу што и јас сум еден дел со градот со Радовиш, со клубот со Радовиш. Како што реков дека и јас се борав за европско, против другите клубови, против другите држави, која стана европски првак. Ама ме врзи нешто друго. Последна македонски бисер, јас се борев таму у Радовиш. Да. Тамо бев на припреме, бевме репрезентација на Македонија и кога размислив условите кај бевме у Сарај и клубови кај тренирале борачите од Радовиш, имаше подобри услови. Имаше специјална сала, имаше и доручек, и чај, после тренинг, имаше сауна, имаше све имаше. Радоста во Радовиш е вкусот на победата, вкусот на радовишката пастрмајлија, самун и превкусните татлии. Сите благодети скриени и откриени кои ги дели и множи гостопримливото радовишко срце. Но она што го краси овој град е чувството за заедништво. Заедницата овде е како структура на калинка. Сите се едно, сите се јато во патот кон напредокот, успехот и колективната среќа на градот чиј темел и двигател е рудникот. Го споменавте Шабан Трстена. Задоволство да се бори со него. Сега рековте дека има категории, споменавте сениори. Јас мислам дека и двајцата, иако сме нели разлика во години, ама спаѓаме веројатно во оние сениори. Што ни останува да видиме како води борењево, да пробаме. Точно, да пробаме, ако може, не е проблем. Јас се уште можам да се борам, да знаете, само со ветерани. Значи е годишна возраст. Овде ветерани немаме, имаме еден тренер малку веројатно поблизок до ветерани, па да го поканиме и него и да видиме. Може. Еве го тренерот. Тренер, ајде тренере. Здраво, Ристо. Здраво. Не знам, имавте работа вие и не слушнавте, ама господинот Шоров ве викна на
Ферка, така се вика? Да, на борба. Па борба, да, ама пред да ве пуштам да се борите, да си ги измерите силите, да направиме два реда муабет, чисто за да знам, да видам, да проценам ако можам кој ќе победи. Може, ја прифаќам понудата. Предизвикот е прифатен, значи добро. Има ли интерес за борењето во Радовиш? Прво да ви посакам добре дојде овде во нашиот клуб. Мило ми е што денес вие сте наши гости, а ние сме кај вас. Па интересот за борење во Радовиш е на едно доста задоволително ниво, би рекол по мене. Овде доаѓаат децата, пред се да бидат здрави луѓе, потоа да бидат успешни спортисти и успешни луѓе. Па и работиме во две возрастни категории, во која едната категорија брои над 40 дечиња, тоа е помалата група, и големата група во која веќе децата се изградени, знаат веќе да тренираат, да работат, се околу 20 дечиња. Значи се на се повеќе од 60 дечиња, што е на добро ниво и мислиме дека Бучим и Радовиш, кој е препознати во борењето, сме на добар пат и има интерес. Се надеваме дека со новата генерација на борачи која доаѓа, ќе ги повториме успесите на нашите претходници. Во изминатиот период учествувавме на повеќе меѓународни надпревари, донесовме медали од Европски куп во Будимпешта, Унгарија, балкански медали од балканските надпревари, дури и медитерански игри, повторно прошуваме да носиме медали. Бучим во овој период учествуваше на неколку државни надпревари, каде ја одбранивме титулата во кадетски надпревар, повторно сме шампиони на Македонија, трета година поред. Пред неколку дена овде во оваа сала се одржа и надпревар до 23 годишни надпреварувачи, го освоивме во тешка битка второто место. Јас ви посакувам среќа, навистина ми беше чест да се, тоест чест ми е се уште да се дружам денес со вакви шампиони и легенди. Задоволство е наше, ме покануваме во следна прилика кога ќе посетувате Радовиш, во секој време да дојдете овде. Благодарам. Благодарам на вас. Оние стари руски тренери ќе речат за вас дека сте добар, тогаш значи дека сте навистина добар. Ако јас добро го запаметив името, ако не, простете ми, Шахмурадов, така, за вас рекол дека имате така неверојатна техника, дека сте жилав, се најубаво кажал, не знам. Значи, кога кажа тоа најдобриот тренер во тоа време, значи има нешто во таа работа. Кога тој кажа за мене дека сум добар, значи стварно сум добар. Кога кажа најдобриот тренер на светот во тоа време. Сигурно тоа така ви даде мотив да се докажете уште повеќе и да бидете уште подобар. Па да, секој, значи, убав збор на секој доаѓа добро, така кога ќе ти кажа нешто добро, значи ти дава уште поголем мотив, уште повеќе да се кажеш, да постигнеш уште повеќе резултати. Длабоко под површината на југоисточниот регион во нашата земја се крие природно богатство, бакарот, виталноста на модерниот свет, металот на иднината. Токму во Радовиш се наоѓа единствениот рудник за бакар во Македонија Бучим Боров дол. Рудник, чија долга и транзициска историја одбележа впечатливи развојни етапи на градот. Низ годините, Бучим се соочува со многу предизвици, но и триумфи.
Со редовна работа започнува во 1979 година. Претрпува голем број транзиции, а од 2005-та, откако станува дел од Solvay Investment Group, започнува новото поглавје за рудникот, кое бележи континуиран успех скоро 18 години. Означувајќи го почетокот на новата ера за Бучим и за Радовиш, во 2005 година Solvay Investment Group со рестартирањето на рудникот го продолжи рударството во Радовиш и рударските традиции пренесувани од колено на колено. Рударската индустрија е идентитетот на Радовиш, а шлемот е символ на заедницата, символ на гордоста на рударите кои го носат како круна. Обштествената одговорност на рудникот е присутна во секој сегмент од развојот на градот и општината. Од поддршка на спортски тимови до спроведување инфраструктурни проекти, поддршка на локални уметнички организации, образовни и здравствени институции, градски и културни настани, хуманитарни акции и така натаму. Бучим не е само рудник, тој е символ на напредокот и издржливоста на градот, а со отварањето на новото рудно наоѓалиште Боровдол во 2021 година, иднината на Бучим и Радовиш е посветла од било кога. 40-годишниот рудник Бучим преку Боровдол продолжува да биде витален дел од локалната економија, создавајќи вредност за сегашните и идните генерации. Меѓутоа имаме некои ваши колеги со кои што допрва ќе се дружиме. Мислам дека веќе се нетрпеливи да им се придружиме, па да одиме да ги најдеме. Па не е лошо да отидеме, малку се згрееме, да се напиеме по едно чајче. Така да не биде сега ние, нели, јас од Скопје, вие од Штип, зборуваме за Радовиш. Не чека еден радовишанец, така? Ќе дојдеме сега. Ајде, одиме да ги најдеме. Радовиш е чудно место, личе на Лондон, има 300 чуда, чак и ловен дом. Ова е тој ловен дом од минатото, денешен амбасадор, во кој на тркалезната радовишка софра заседаваат нашите амбасадори на добрата волја, со добар мастрав муабет за спортот и неговите пикантерии. Сега внатре не чекаат Илија и Трајче, само јас од пријатка размислувам. Илија нема да има проблем, ама Трајче дали ќе не слушате затоа што знам дека го има истиот проблем со увото како и вие. Па добро, ние имаме само школките ни се расипани, иначе за стукот основно добро слушаме кога некој нешто лошо ќе каже за нас. Тоа е, не случајно ве прашав, значи изгледот на ушната школка, тоа е карактеристична повреда за сите борачи, така? Точно, значи ако сакате да препознаете борач, ќе увидите прво кај уште, па тогаш ако имате вакво уше, знаете дека е борач. Значи ништо чудно не е, ништо страшно не е некаков така проблем, туку тоа е само тоа е професионална деформација. Ете така. Тогаш се надам дека ќе зборуваме само убави работи. Само убави работи, иначе ако кажете лошо, ќе ве слушам добро. Ајде да видиме тогаш што убаво ќе кажеме. Трајче Димков и Илија Трајанов. Едниот колега на господинот Зоран, а другиот беше оној лошиот веројатно на времето судија, така, пред кого никој не можеше да мрдне. Ама правичен. Авторитетен судија. За правичен судија, сега, сигурно сте биле. Како се станува судија во борењето? Па судија треба да имаш мерак да бидеш, да станеш судија. Јас бев во формирањето на клубо во Партизан како секција при Партизан, ДТВ Партизан, таму беах како гимнастичар, работех со деца од гимнастиката и после полека ги префрливме во борењето. Не сум бил борач некоја класа, едино во средната школа физкултурна, професорот, ќе го спомнеме сега, Чедо Шаревски, он ни предаваше бокс и борење, па нешто ни покажуваше захвати од борењето,
Нешто јас сватих од таму, па однесен на еден турнир таму у Партизан Трајче, може вие не го знам тоа, да, прво слушам. Така, и таму направих неколку борби, ама не беах доволно припремен со техника. А иначе физички и психички беах многу припремен за да се борам, ама не се оддадех на борењето, оддадех се на судењето. Во Југославија беах меѓу првите 5 судии со ексцепционел категорија, таа се вика најголемата категорија, со таа категорија се суде на светски првенства и на олимпијади. И сега малку морам да го вклучам и господинот Трајче. Вие сте поранешен борач, тренер, се бавите, ќе речам сега неактивно како борач, меѓутоа сте дел, нели, активно од овој спорт. Во разговорот денеска со господинот Зоран ми рече дека, тоест ми призна кој бил подобар, и сега вие можете ли од денешна перспектива да кажете кој беше на времето подобар или не знам, или најдобар? Така, ние малку неблагодарна, меѓутоа сепак од штипските борачи Зоран не е најдобар. Апсолутно никако спортист. Значи тука јас ги немам тие резултати, иако поминав многу, јас имав среќа и чест задоволство да работам со него и со Шабан Трстена, кој е па најдобар спортист на ниво на Македонија и воопшто во борењето. Така да се, може би да речеме тие неколку клучни луѓе, Илија Трифанов, гледам и дека не случајно ви е избран списокот на луѓе кои треба да се разговара, еден од судиите кој даде многу. И тој требаше да каже, може заборави, тој ја преведе за прв пат, тогаш ги преведе правилата во борење и ни помогна многу и нас како тренери и на сите борачи. И тука остана еден убав трак од него и како судија покрај другото што беше. Така да ривалството постоеше, меѓутоа јас бев, знаете како, го зборуваме кој како бил подобар. Зоран се бореше, настапуваше во својата категорија. Трстена во својата, јас во својата. Така. И значи ние ако се сретнеме еден со друг, нормално ако сум јас 10 или 15 кг подобар, може би ќе се случи некога да победи, ама не значи дека сум подобар борач. Така не можете бидејќи различни категории. И возрастни категории и тежински категории. И знаете кога ја гледам ова рака софрата тука поставена, знаете што ми буди така, знаете дека ние цел живот гладни го преживеавме. Ние не јадевме. Зоран знае колку, ние само вода ќе се напиеме, некој парче, салата, нешто на месеце и толку. И буквално гладувавме пред секој првенство. И сега вака кога имаме Боже свеќе тука ова ни се случува, ние сме имали такви можности, ама не смеевме да јадеме. Ние моравме секогаш да внимаваме на килограмите. Сарај беше спортско-рекреативен центар, на нашата база беше токму во хотел Сарај, тука трениравме и кога беше 1 мај, баш тогаш имаме ние европско првенство. И на Славен празник ние синуваме килограми со шушкаците на плюс 30-35 степени, ние моравме да ги симеме килограмите за да може да настапиме на првенството. Затоа реков, домаќинот единствениот Радовишенец кој што треба да го обели нели образот се погрижи денеска да не недостасува ништо, ама затоа ќе зборува малку подоцна. Борењето не е толку популарен спорт. И како на некому треба да му се роди љубов за борење? Јас напротив ќе ве демонтирам, борењето е најпопуларен спорт. Да? И по бројки и по друго и застапеност на во сите држави, да речем во Америка е најзастапен училишен спорт. За Русија да не зборуваме за Иран, за Кина и така натаму, да речеме и кај нас си има популарност, меѓутоа за што се работи? Ние да речеме во Штип, Радовиш, помалите места Кочени, Скопје, еден дел таму кај што е Чаир, да речеме Гази Баба, значи луѓето знаат и препознаваат борачи. Зборуваат за борењето. Мораш да бидеш подготвен во сите сфери, гимнастика, атлетика, да бидеш подготвен, кребаш на тегове, значи да имаш сила, да речеме и така натаму, координација, значи апсолутно сите тие елементи се потребни за да бидеш ти борач. И сега кога го наметнуваме на луѓето, јас моментално работам во еден клуб тамо кај што сега на ново почнав во една средина, надвор од Штипје и да речеме се помали населени места и привлеков дечиња, обезбедев услови, граначалникот ни овозможи да го имаме сето тоа, душек имаме и сега ги собравме дечињата и прво беше невообичаено. Се собра скоро 50 деца. Со се мајки, со се баби, со се дедовци. Сите тука беа. Сите ќе се бориме. Има еден момент кај што луѓето препознаваат и пеливанско борење, тие народните форми кои што се многу важни, многу популарни и многу силни. Тоа е посебна приказна и посебен спортција. И сега ние луѓето не сваќаат дека знаеш некој пат, знаеш пеливаните тие кои ќе ги видат некаде да се борат, изгледа страшно. Така агресивно. Агресивно. Всушност борењето е еден од чистите спортови.
не смее да има повреда, еве судијата тука не смееш да го допреш, да му прекршиш прсти, да го удриш, и многу важно е тоа. Така да мислам дека тоа се препознава со текот на времето и така да се селектира. Те се имаме среќа и девојките не се. Прекрасни се девојките се многу подисциплинирани од мачките и многу повредни. Јас имам среќа со неколку девојчиња да работам, еве сега пак ми се вклучуваше неколку и тоа зема така замав. Рековте дека сте биле страдни да каснете нешто постојано, нели, диети, режими, топење килограми. Сега домаќинот, нели, Радишанецот инсистираше да дојдеме овде во ресторанот Амбасадор. Рече таму и никаде на друго место. Зошто беше толку инсистирањето? Па тоа да ви кажам сега моментално ме потсеќа на многу младите години. Во оваа просторија тука се вика и уште го викат Ловен дом. Дали после е реновиран и е направен една убава кафана Амбасадор, што тука се случуваат многу, како да кажем, значајни средби, роѓенденовци, свадби и така натаму. Прослави разни, ете така. А за наше време, тука надвор имаше игранки. Тогашно време игранки. Сега ми е мене јасно. И тука можеме да дојдеме до некоја девојка, до некоја любовница, да можеме да ја освоиме, да играме и така натаму. Се надевам дека ќе нема денеска струја во вашиот дом, да не гледа сопругата, што кажувате. Нема. Нема. Не, шалата на страна, мислам шегата на страна. Сега, освен што ви разбудивме убави спомени, вие рековте дека овде се нели ќе пробаме и нешто традиционално, радовишко. Јас секогаш го кажувам тоа, ако отидеш некаде, ако не пробаш некој локален специјалитет, исто како да не си бил, така? Так. Дел од работиве искрено мене ми се познати, дел не знам што се, ама прво ќе пробаме, па после ќе ни откриете за што станува збор. Прво, ова што е многу ме интересира, го пробав, има специфичен вкус и не можам да откриам. Ова е кцана афиолива сол од афион. Кцана толчена, така? Прво печена е. Добро. До еден степен, потоа е кцана во дибек, викаме го ние дибек. Може да биде дрвен и може да биде метален. Метален. Значи кцана афионова сол во дибек. Во дибек. Добро. Може да биде со малце сол, а може да биде и блага, да се направи од неа алва. Блага. Сега имам уште за испрашување. Тоа веќе ми е јасно. Добро. Ова имаше некое чудно име, искрено не успеав да го запаметам. Како се викаше? Тоа е слезина. Полнета слезина. Ама вие предка ја нарековте некако поинаку. Полнета? Сплина. Аха, добро. Нели слезина, сплина, полнета и приготвена од добри мајстори тука што ги има ресторанто. Сега имам едно прашање, тоест една дилема која што ќе мора да ја решиме. Во Штип има пастермајлија, а во Радовиш има самун. Сум пробала и тоа, пробав, нели, и штипскиот рецепт го пробав и радовишкиот. Така. Кој е до? Сега јас да бидам судија. Јас ќе ви кажам после. Па ништо, јас ќе изберам Свети Николска. Добро, има и Свети Николска, али јас мислам од радовишкиот самун нема поубав. Затоа што има голема манифестација самун емтатлија. Тоа е заедно. Доваѓат на таа средба па скоро цела Источна Македонија. Овој самун е од Саздрама, така? Овој самун е од Саздрама, гледам јас имам малци и сирене, сиренце и јајце. И па во Штип немаат таков самун, а гледам пред судијата некако и се плашат да кажат дека нивната пастермајлија е подобра. Вие рековте дека
До сега си бевте едно големо, убаво боречко семејство. Јас да не ве испрашувам повеќе, да не ве искарам, па да биде минато ова, нели, боречково семејство. Мене, пред да ви се заблагодарам уште еднаш, ми останува само да им се заблагодарам на моите пријатели Бубеин и Резервд. И, еве, и јас не научив да заборам, ама научив дека треба да го сакаме спортот и треба да ги тераме младите да чекорат по вашите стапки и да бидат упорни, затоа што само со упорност се постигнуваат резултати. Јас само предлагам да дојдете во Штип, па да направиме ние еден пречек, да ве пречекаме, па да ги соочиме нашите аргументи, всушност со така кои ќе вкусите и нашето постремали и нашите специјалитети. Мислам дека можеме да му кажеме Пес да се предадеме на негов терен сме. Епа Пес, тоа е. А па кога ќе идеме во Штип, ќе видиме дали ќе кажеме. Ќе кажеш ти бери какви правила важат таму. Во Радовиш, као што знаете дека, ава сега, ја имам многу пријатели од Штип и ово. Тие се борат меѓу себе дека традицијата е пасамарлија во Радовиш. И сега штипјаните викаат тоа е наша. Сега за мене тоа милина јадење ми е или у Радовиш или у Штип. За мене се супер.